Здраво, јас сум Маријана, дефектолог во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Работам како дефектолог и го пријавив кај во своја емисија мојот ученик, првиот матурант, Орданче Колев. Вака представена, оваа пријава изгледа како вообичаена, но на посетата на Неготино и Средното училиште Кирил и Методи и предходеше писмо упатено до нашиот Facebook профил, токму од дефектологот. Јас сум Маријана, работам како дефектолог во Средното училиште во Неготино. Оваа година го имам првиот матурант од моите ученици. Се работи за ученик со попреченост во развојот. Весело дете, шири позитивност, секогаш со насмевка на лице. Тоа е нашиот Орце. Семејството од каде што потекнува е финансиски загрозено. Таткото, кој до скоро време одеше на работа, сега е отпуштен од работа. Мајката е домаќинка и не е способна за работа. Има помало братче. Но тука е Орце, кој помага во домашните работи, како и во работата по лозието. Вреден, работлив и најважно, искрен и чесен. Во 4 години што ги поминавме заедно, споделувавме и тажни и весели моменти. Како ја спремаме проектната за матура, така ми се кине срцето. Детето е со цел да заврши школување, да се вработи, па се поред, што би рекол Орцето. Скромноста е негова одлика, дури срамежливо прифаќа коцка чоколадце. Досега помагав колку можам, со алишта. Не го одминував за празници ни него, ни братчето со подароци. Цел клас заедно му го прославуваме роденденот. Радосен бескрајно и многу моменти кои никогаш нема да се заборават, затоа што Орцето е ВИП. Однапред ви благодарам. Здраво, јас сум Орданче Колев. Живеам во селото Долни. Имам 18 години, ушам во гимназијата. Кири и Методи. Која струка? Прекрамбен техничар. Седам со Орданче Колев, другар ми е. Од прва до 4 година, многу е фин, за учењето си помагам и двајцата, на часовите не зборува. Оиме, кај имаме физичко, оиме играеме фудбал или кошарка, било што да е. Орце е мојот најдобар пријател во школото. Секогаш со него сме имале убави моменти, заедно сме чекале празници. Добар бил колега во планинарење. Дали он, дали ја, он ако стане да одговара, ја ќе му помогнам нешто, ќе му те кажам. Или он нешто, мен така ја ќе му да одговарам, и он мен ќе ми каже нешто. Орданчето ми е другар, уште од прва година се знаеме и дојдевме денеска до 4 година, сите заедно, се дружевме. Се шетавме, бееме во кафичи, сегде, на часевите му помагаме. Не. Може така, ретко малац. Ретко? Да не ме пада? Да. Повеќе сум слободна да си слушам музика на лаптопот дома. Па прашавме и за умилен пејач. Џоко Јовиче Инџер Дебинта. Добро. А сакаш ли да пееш или? Не, така понекогаш ми е интересно и да си пееме. Ја имам да си дојда за Великден, да помина на праду сењо изморе, да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрна, не плача. Мајка мила, да ја соберам трошка сила, да ја прегрна, да не заплачам. Тя ми отишнала, мајка срекна,
не си легнала. Мои гледа и парите. Ми рек, ме мучина, не наните. Гледа солзи, гледи и ги бахнува. Мој чеда кога нараснале кучите. Не знам да си стисна връзка. Со оглед на тоа што минатата епизода ја завршивме во Скопје со нашето враќање, тука и продолжуваме. Сега Орце заедно со неговиот клас ни дојдоа на посета. Од професорите добивме информација дека класот за прв пат во овие 4 години оди на еднодневна екскурзија, и тоа бесплатна, а во организација на Дајатурст, кој откако ја слушнале целата приказна за Орце и обединетоста на класот, одлучиле да им овозможат голема радост. Класот го оставивме на прошетка, а ние тргнавме во нашата мисија. Одиме да одбереме облека за нашиот матурант. Скромната износена облека на Орце, неговите искинати патики, сега ќе ги замениме со сосема нови алишта. А во одбирањето на комбинацијата ќе ни помогне и неговиот личен асистент Сузана, која цело време е тука за да го поддржи. Одлуката е тешка. Светло, темно одело или некоја комбинација. Вратоврска или пеперушка. Да, и каишки треба барам бројче помало, не може да немаме на теге. Значи, вака се свртно се да им кажам, овој задниот дел се тесни овде. Значи, тука малце ќе му се стеснат и должината ќе му се направи. И додека одлучуваат јас да се пофалам со моите врзувачки способности. Вела дека правењето на совршен дупол јазол на кравата е нешто најтешко. А јас мислам дека можам да победам многу припадници на машката популација. Спремни? Сега свртите видат, да, ова е да, и таму. Сега и ова е битен момент. Да. Ајде да пробам и да одлучиме се.
И ова не е лошо, да знаеш. Не, добро. Сега да одбереме чевли за орце. Значи подготвени сме за излегување. А сега се упатуваме на едно место со посебна енергија. Ресторанот Амбрела, кој постои во Скопје од ноември 2018 година, нуди малку поинаков концепт. Навидум обичен локал, но со луѓе со големи насмевки и големи срца. Собственикот Маријан Петров го развил концептот за инклузија и во работниот процес, на лица со попреченост. Па така овде во Амбрела, рамноправно како и останатите, работат и овие лица. И тоа и на шанк, и како келнери. Убавата енергија во кафулето беше подкрепена со уште еден настан – роденденот на собственикот. Секој ваше испиено кафе овде, значи поддршка, но и плата за овие вработени. Лесно ќе ги најдете. А ние сме овде за на орце да му приредиме едно големо изненадување. И додека си правиме муабет, тој пристигнува. Желба имам да си дојдам. Здраво, орце. Здраво. За велик ден. Да поминам на прагот, сиот изморен. Да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Да си видам мајка мила, да соберам трошка сила, да ја прегрнам, а да не заплачам. Тугина ко синџир тешка, мина тежнала. Долго време мајка среќна не си легнала. Будна слики мои гледа, парите што ми вредат, кога внучиња не ја виделе. Браво, срце. Како мислиш да радувањето? Како си, орце, добар? Добар. Браво. Супер, баш ми мило. Да. Дали е твојот омилен пејач ова? Да. Како сте, добри? Добро, има некои поклончиња за тебе. Еве. Не треба потреба. Не, ама значи затоа што Ова е- добро испеа. Знаеш? Да. Ќе почнеме ова од мојот прв албум, а вака како што доаѓа првото, тоа е последниот албум, а имам за матурата, што си матурант, имам специјален подарок
Nema potrebe, nema ga. Не, ако. Мене ми е мило од мене и од моето семејство, ева. Еве, ова е саче, кога ќе сака само ќе се сади. Океј. Таму имаме солзина. Орце за тебе. Можеме сега и да се избушкаме и да му кажеме фала на Ѓоко, ти си пресреќен, нели? Ни пееше песна. Ете, едната Браво. желба ја исполнивме, сега другата беше да положиш и да возиш џуп, така? Да. Со Господ напред, ќе биде и тоа. Супер. Имам време и тоа ќе биде. Слободно може да се поздравите, да, Браво. Јас сум дефектолог, Маријана. значи професорката. Мило ми е што дојдете и што ни направите голема чест за отста. Од срце, ова го направив од срце. Баш ми е Навистина мило, јас баш и мене ми ми е е драго. Што бев јас баш Ги тој. пее вашите песни, нон-стоп е сон. Орце, како среќени си ми? А? Да. Сега со ново другарци. Синоќи ги така слушаш на интернет. Синоќа дојде Да, и на супер. фото ги пееме. Да. Така ни ми часове. Поканите сте иначе сите кај мене на гости, па ќе можете сите. Со Орце заедно. Фала ви многу. Фала ви. Или некој спот да снимиме заедно. Да, може? да, обавез. А? Може. Спот. Може, да, и тоа е добра Можеме идеја. да И тоа говориме, е но така. Чисто многу добро. договорме. Да. Така ќе се договориме. Реакцијата на вистина безценета, а солзите радосници на Маријана само ни укажаа дека сме го одбрале вистинскиот пат. Морници не лазат од убавини. Мајка среќна, не си легнала. Будна слики мои гледа, парите што ми вредат кога внучиња не ја виделе. Ѓоко, ајде сега да ми раскажеш ти каде заврши средно и прво колку пати бегаше од часови? За бегање од часови многу ретко, иако бев навистина примерен ученик, тоа може да го потврдат и моите професори. А завршив средно во едно прекрасно училиште кое што навистина можеби во тоа време не беше многу ценето училиште, но за мене едно од подобрите занати во училиштето Асоц Боро Петрушевски. Едно прекрасно училиште кое што навистина еве ја користам оваа прилика да си ги поздравам сите мои професори таму што ми предаваат и директор. Супер, одлично. А памтиш ли како се договаравте за матура и ќе ми пратиш слика да видам што си носел тогаш? Па ќе се најде, можеби да се најде некоја слика, иако кај мене дома е тоа со слики веќе секојдневно од настапи. Имам премногу слики, така да веќе не ни знам кај се сликите, но сопругата сигурно знае. Може да се најде, може да се прати. Може ќе се најде како матурант слика, тоа 100%, така да ќе ми прати. Што носеше одела? Па сигурно таква некоја комбинација, можеби не било комплетно одело, а може и да се каже така нешто. Пиевте алкохол? Не беше Не? дозволено. Не беше Не беше дозволено за алкохол, така да. Па добро, не сум ни по алкохолот многу, така да. Си го чуваш гласот, Да, нели? да, мора. Кажи ми, пееше тогаш на матурата? Да, станав, испеав неколку песни и тоа беше добро. Во секој случај во школото требаше и јас да пеам на самата матура, но не сакав. Требаше да направам јас свој бенд за да испеам јас на матура, но не сакав да пеам, сакав да уживам како и другите ученици. Така да станав за целото школо, бев препознатлив тогаш во нашето школо. Станав, отпеав неколку песни, се забавував, беше наистина прекрасно. Го памтам тоа. А сега те викаат да пиеш на некои матури или да речеме годишници? Па добро, види, од вака е матури? сега баш е моментот на матури, имаме од прилика едно 10-15 матури месецов, така да имаме доста матури. Орце, на професорот Александар што ќе му кажеш? А? Колко си? Дек се видовме. Дека се види со? Колко го запозна? Ѓоко. Ѓоко Браво. го запозна, да. Добро, Ѓоко, јас ти благодарам уште еднаш. Многу ни направи голема радост. Нашата Нема на целта што, емисијата навистина ова ми е... е навистина едно големо задоволство што едноставно учествував во таква емисија и откако ми се јави Снежа, јас навистина ќе кажам еве јавно, пред се заблагодарив на Господ што се уште постојат такви луѓе што знаат да направат на таква емотивна емисија и да се направат некои луѓе во животот среќни. Навистина јас сум преблагодарен. Со Јович поразговаравме за неговата матура. Му се заблагодаривме и време беше да го оставиме Орце со класот на прошетка низ Скопје. А ние да одбереме подароци.
Значи удам во Сара Фишен, бидејќи воочив дека на Урце му недостигаат мајци и чорапи. Ќе земеме и производи од нашите пријатели Swiss Lion, а сето тоа за семејството на Урце. А бога ми морам да појдам и во линија, бидејќи по договорот јас ќе му бидам партнерка за Урце. А бога ми морам да појдам и во линија, бидејќи по договорот јас ќе му бидам партнерка за Орце. Да видам што имаат за матура. И сега е време за матурата на Орце. Одиме за Неготино, да го спремиме нашиот матурант. И изненадувачки добивме едно приубаво писмо од еден наставник по биологија. Здраво, Снеже! Од групата Стопли срце ме пренасочија кај вас во врска со облеката за некој млад матурант, па би сакал да помогнам доколку можам. Јас објавив пост вчера, па се надевам дека овие работи ќе одговараат. Тој одлучил својата матурска облека да ја подари на некого на кој ќе му се најде. Па на пат за Неготино, застанавме да му се заблагодариме на овој голем човек по име Дженан. Со оглед на тешката ситуација во која се наоѓа Орце и неговиот дом, тимот наставници одлучи Орце да се подготви во неговиот втор дом, во училиштето, а таму ги запознавме и неговите најблиски, мајка му, татко му и братчето Дарко. Одиме со облекување. Часовникот, подарок од Ѓоко Јович, е многу драг, па Орце се грижеше да не го заборави. Имаме и парфем и гел. И оп, ни пукна копчето. А сега... Имаме решение. Се сеќавате на титките во школа што секогаш се наоѓаат? Ете, тука се и тие. Копчето зашиено, матурантот подготвен. Може да излезе пред своите. Многу убав си. Подароци, мама ако треба да чисти дома, добро. Имаме
Намирници, ова, и за Орце има работи, има и за тебе работи, повели. Добро? Да. Ете така, повелете за сите вас. Да, сигурно ќе ви се. А сега, повелете. А сега мислам дека сме спремни. Орце, дојди до мене. Застани вака до мене. Може вака да одиме јас и ти како пар на матура? Може? Ајде, тогаш одиме на матура. Матурата им беше закажана во ангрото во Кавадарци. Па одиме натаму. Биди среќа што радува, то побакнеш што засладува. Биди Рекоа да почекаме дека ни спремале изненадување. Се сликавме како вистински матуранти и време е да влезе матурантот Орце. Задоволството големо. Сите негови соученици го поддржаа. Вистинска хармонија и вистинско училиште, каде нема различни, сите се исти. Матурската прослава официјално ја прогласи за отворена директорот на Кирил и Методи и време беше за првиот танц. Честа на големо задоволство ја имав јас. Која сам реше да вечно с тобом плеше. А потоа и неговата драга Маријана, на која бескрајно сме и благодарни за пријавата. И овде ја завршуваме убавата приказна за Орданчо Колев. Нив ги оставаме да уживаат во својата матурска вечер, а ние одиме по нови приказни во ВИП на еден ден. Оваа вечер сме тука заедно да ја прославиме матурската вечер на мојот прв ученик во генерацијата, Орце Колев. Голема благодарност до екипата на ВИП на еден ден што ни овозможи, Орце да го направиме стварно ВИП на еден ден. Прекрасно изгледа, воодушевена од цела ситуација, малце ни е збунет како што се случува околу него, ама сега со школските заедно кои што му се подкрепа цело време додека учеше кај нас, ќе се вклопи во цела ситуација.
прекрасно изненадување од ваша страна. Ви благодарам многу. Значи, сјајот на Орце се забележа и во неговите очи, неочекувано. Спонтано си дојде се, почна сам да си пее, да му си придружи на господинот Јович. Благодарност и до негова страна што се обрати до вашата покана. Се надеваме дека натаму ќе усреќуваме уште многу лица, ќе делиме среќа. А благодарност упатуваме и до директорот на училиштето Драган Василев, кој што цело време не поддржуваше во целиот процес на трансформација на Орце и на целиот клас, што се цело време со него, така да што му обезбедивме еднодневна екскурзија до Скопје, посетивме многу места заедно и благодарност до спонзорите Дајо Турс и Фотобоко. Со гордост можам да кажам дека нашето училиште е инклузивно училиште. Сите деца се исто прифатени, значи тоа може да го забележите и по Орце, значи целата генерација, сите се ученици. Процесот на трансформација беше едно прекрасно искуство, како за него, така и за нас. Тој е пресреќен, неговиот клас, неговата паралелка исто така. Значи, на крајот сите сме задоволни, благодарност од целото училиште, благодарност и до целото училиште. Исто така голема благодарност до ресторан Амбрела за прекрасната дружба и прекрасниот пречек таму и до музеот Илузиум, кој што исто така ни овозможи учениците да присуствуваат и да ја видат нивните илузии. Орце е прекрасен, беше прекрасен секако, сега супер изгледа, значи како замисливме 3 пати подобро, многу пати подобро од тоа што ние имавме замислено. Голема благодарност до вас пред се, значи направивте оваа вечер да е прекрасна за него, за неговите родители и за сите нас. Се познавам со Орданче од прво одделение, заедно учиме, позаедно продолживме во школските денови. Една весела, прекрасна личност е, а и заедно се друживме овие 12 години и поминавме многу добри моменти заедно. Се обидуваме на секој начин да му помогнеме и да биде со нас равноправен, па и така и оваа вечер на матурската се вложивме се и му помогнавме тој да биде дел од нас и да се чувствува убаво. Од ваша страна многу беше добро Орданче облечен и среден и мило ми е што го видов во такво издание. Голема благодарност до целата екипа на ВИП за еден ден. Добро е што има вакви емисии каде што можеме сите на крајот како поента да извлечеме дека е добро кога оние мали дела ги правиме со големо срце. И кога сме веќе кај малите дела со големо срце. Пред само 2 дена ја добивме најубавата вест. А после овој упатен апел. Значи, Орце има веќе планови за својата иднина. Тој чека да помине матурата, матурската вечер се подготвува за полагање на матурскиот испит, значи има одбрана училишна матура, ќе полага училишна матура и планира веднаш да почне да работи. Значи тој има цел, веќе знае каде сака да работи и ќе се погрижиме да може да работи тоа што го сака. Тој сака да работи во фабрика тука кај нас за производство на кожни работи Дукидасо. Дефектологот Маријана не израдува со информацијата дека од компанијата Дукидасо веќе го контактирале Орце и тој може да почне со работа. Орце, ти посакуваме достоинствен живот и бескрајна среќа.